Добре дојдовте во Процес. Во студиото со мене е госпоѓа Снежана Димова, мајка на 27 годишниот Григор, кој од своето раѓање боледува од цистична фиброза. Причината за која што е тука е што кај нејзиниот син е пронајдена една опасна специфична бактерија која може да направи голема штета на неговиот организам. Проблеми се јавуваат и со лекувањето. Зашто точно се работи? Добар ден и ви благодарам што су во оваа емисија. Тука се работи за проблем кој што моето дете го има од самото раѓање, како што кажавте, цистична фиброза. Болеста е тешка, имаме повеќе пациенти, нели, такви? Во државата има 130 пациенти со цистична фиброза, од кои околу 40 возрастни пациенти. Мојот син се лекува веќе од 2016 година во Центарот за цистична фиброза, кој што е отворен во детската клиника Козле за белодробни заболувања. И во тој оддел досега успешно се лекуваше, немаме некои посебни проблеми до неодамна. Од пред неколку месеци имаше една бактерија која што успешно беше излекувана како таква во Центарот за цистична фиброза, меѓутоа состојбата не се подобруваше. Од тие причини, по совет на лекарите кои што го водат Григор таму, бевме и на неопатија на пулмологија и направивме бронхоскопија. Наодите од бронхоскопијата кои што се упатија до ТБЦ покажаа дека има non-tuberculosis mycobacterius. Тоа бактерија е само еден род на бактерии кои што има подвидови за кои што тука во Македонија нема соодветна лабораторија за определување на генотипот. Доколку бактеријата се лекува како род, има огромни последици бидејќи нема терапијата е комплексна и ако не е определен точно генотипот на микобактеријата, доаѓа до фатални последици кај пациентот. Од тие причини, вие се одлучивте да одите да... Бидејќи референтна лабораторија на целиот Балкан се наоѓа во Голник, тоа е во близина во Словенија, во близина на Љубљана, ние по сугестија на доктор Јаќевска, бидејќи тука не може да се определи, ние отидовме таму на еден преглед да се види која е бактеријата. Отидовте само иницијативно на свој трошок, да. Таму, после извесен период, бидејќи процесот на определување на генотипот на бактериите трае подолго време со посебна метода. Не знам која, јас не сум доктор, меѓутоа ги знам дел од работите, бидејќи 27 години живеам со проблемот кој што го има моето дете од раѓање. И се даде една антибиограм, по кој антибиограм би можело да се лекува таа бактерија. Меѓутоа, бидејќи состојбата како таква со цистична фиброза е комплексна кај пациентите, кај возрастните пациенти зборувам, од причини што за да се даде една ваква тешка антибиотска терапија, која што се состои од 4 до 6 антибиотици, кои што се навистина тешки и прават од една страна добро, од друга страна оштетување на дел. И терапијата трае долго, терапијата трае 4 месеци интравенозно и потоа со преку уста терапија трае уште 2 години. Се додека бактеријата не се искорени како таква. За тоа време треба да се следи пациентот. Треба да се следи пациентот. Од тие причини бевме упатени кај доктор Матијаш Флежер, кој што работи во таа болница во Голник, и по негови упатства ние направивме и додатни испитувања, бидејќи не може да се лекува пациент од цистична фиброза возрасен ако нема општ увид на неговата состојба. Тргнувајќи од состојбата на белодробието, претходно докторите тука во Козле во Центарот за цистична фиброза го направија тоа, направивме компјутер, меѓутоа кажа додатни одредени работи кои што треба да се направат. Тоа беше компјутер да се направи на панкреас, на црн дроб, на жолчка, да се консултира диабетолог
заради тоа што мојот син од веќе 2 години прима инсулин, на инсулинска терапија, да се провери состојбата на крвните садови, бидејќи инсулинот знаеме какви последици прави, да се направи комплетен преглед на срцето, заради тоа што терапијата е тешка, и да се направи една анализа на состојбата на витамините, бидејќи овие деца тешко ги абсорбираат масните витамини, да се направи во можностите на државата што ги имаме, 27 години, и да се направи во која состојба колку има витамин Д, зашто и ако витаминот Д е предозиран, е штетен, и ако има помалку, прави одредени последици. Овие се наоди кои што ние ги направивме и ги пративме во Голник, како што порача господинот Флежер. Кој беше одговорот од таму? Одговорот од таму беше дека пациентот треба да се лекува, дека терапијата е тешка и дека треба да се следи. Треба да се следи од концентрацијата на антибиотици во крвта, бидејќи концентрацијата на антибиотици во крвта, ако е поголема, доаѓа до фатални последици кај пациентот. До глувост, до немост, до проблеми со срцето и до комплетно уништување на црниот дроб. Второ, зошто ова го кажуваме сето? Дали во Македонија има можности да се лекува на ваков начин или нема? Докторите кои што се во Козле кажаа дека има дел од лекови да се лекува. Прво вас ви беше понудено да биде хоспитализиран првично, пред да се одреди генотипот. Да, пред да се одреди генотипот. Меѓутоа, без антибиограм, без комплетна анализа и конзилијарно мислење за состојбата на Григор, кој и лекар да е секаде, не се нафаќа да го лекува. Заради тоа што тоа е апсурдно да се лекува пациент кој што има многу други проблеми и како ќе се дозира антибиотикот ако не се знае општа состојба на пациентот. Тоа е, мислам, една... Јас како родител го зборувам тоа, а тек за некој доктор кој што работи во ова. Добро, вие тогаш одбивте. Во меѓувреме? Видете, за да се одбие една ваква терапија, бидејќи е комплексна, тие треба да ни понудат решение од мислење од стручни луѓе, односно конзилијарно мислење, и ние како такви да одбиеме, да го потпишем, да речем јас ова не го прифаќам. Само усно ни беше кажано пациентот да се лекува. Ние кажавме, сметаме дека генотипот, како секаде во светот што се лекува, да се определи генотипот и да се определи терапијата со кои антибиотици понатаму ќе се лекува. Така. Кога се вративте од Словенија, веќе мислам кога се вративте, кога беа готови резултатите од Словенија, што понатаму се случи? Кога беа готови резултатите од Словенија, ги видоа тука резултатите, дадовме ние забелешка на дел од нештата кои што од Григор 27 години погрешно ги примаше ензимите кои се основна терапија и врз основа на таквото примање на ензими тој тешко ставаше на килажа. Сега ќе го споменам ова, во тоалет одеше 5 пати, а од кога почна да ги прима ензимите како што доктор Флежер кажуваше, ни покажа како да се даваат уз оброк, како да се примаат, Григор веднаш се почувствува подобро. Второ, од 2013 година не е направена анализа да се види колку има витамин Д во крвта кај Григор. Не е направено ЕКГ, не се следи состојбата на срцето. Не е консултиран диабетолог да се види во која состојба е кај него инсулинот и како влијае на цел процес кој што се случува кај пациентите со цистична фиброза. И ние ова го кажавме со намера не некого да навредиме или да потцениме стручност, туку да се преземат мерки за понатамо да биде лекувањето поквалитетно. После ваквата состојба каква што беше, кажа дека Григор нема место да се лекува во центарот во Козле, меѓутоа во центарот во Козле, кога се формира и кога се направи, е еден од подобрите центри
на Балканот во однос на услови, во однос на изолација, во однос на сето она што значи од еден технички аспект каков треба да изгледа еден центар за цистична фиброза. Меѓутоа, тука се поставува едно многу дискутабилно прашање, што јас како родител, бидејќи сум сега лично засегната, меѓутоа се засегнати и околу 40 возрастни пациенти, како нема доктор за возрастни пациенти од цистична фиброза. Григор е 27 години, меѓутоа цистична фиброза кога Григор се роди имаше околу 100 пациенти со цистична фиброза. Јас верувам дека тогаш имаше пак 1/3 или 1/4 возрастни пациенти. Јас не знам како не можам да го разберам тоа, да нема доктор за возрастни пациенти кои што ќе ги води за цистична фиброза. Добро, јас морам да напоменам дека малку е некоректно да ја немаме другата страна, но ја контактиравме, значи директорот од клиниката за велодромни заболувања, детската клиника во Козле, доктор Ангелчо Андоновски, го контактирав. Тој ми испрати неколку документи, меѓу кои дописот со докторот од Словенија. И во овој дел, што сега го спомнавте, исто така кажа дека пратиле доктор на обука, не знам, во Словенија или дека после изборите ќе се отвара центари за возрастни или одел за возрастни. Значи не сум тука да пренесувам она што таму ќе се случува, но тоа е неговиот став. Тука ми испрати еден документ во кој што веројатно ова е допис некој од докторот од Словенија, во кој што се вели дека тие таму немаат можност, немаат антибиотици доволно и немаат можност да го прифатат на лекување, дека лекувањето е 50-50, дека доколку и се случило би коштало некаде околу 70.000 евра, што значи дека тие фактички во Словенија ве одбиваат, дека не може да ве прифатат на лечење на клиниката во Голник. Така, дека немаат искуство. И тука препорачуваат неколку други светски центри, каде што може. Бидејќи на клиниката, детската клиника во Козле сега нема можност, значи нема можност, бидејќи имало други пациенти. Вашиот син треба да биде во изолација 4 месеци таму, нели? Одвоен, тие предложиле да оди во Институтот за ТБЦ. Така. Во клиничкиот центар. Тоа е точно. Што се случи таму? Тоа го предложија усно и ние, бидејќи се работи за моето дете, бевме лично да разговараме со директорот на ТБЦ, доктор Арбен, презимето се извинувам, не го знам. И господинот вака кажа. Мислам, пред морална одговорност тврдам дека рече, ние можеме само еден соба да дадеме. Само просторот да го дадеме. Ништо повеќе. Сега, тука станува друго прашање. Бидејќи нема доктор за лекување на возрастни, тие се сите педиатри, станува прашањето, го поставивме. Кој ќе го следи Григор? Терапијата, која што е пропишана, е проследена. Ја има терапијата во државата, така? Терапијата ја нема цела, само еден дел од терапијата има. Но може да се набави. Може би ќе се набави, не навлегувам во тоа. И ви предложија доктор од Козле да доаѓа на Институтот. Доктор од Козле, меѓутоа кој е доктор од Козле? Кога се сите педиатри. Докторката која што го водеше Григор, доктор Сонја Момчиловиќ, таа е интернист. Може би сега ќе ја пратат на специализација, што е добро. Меѓутоа, ние немаме време да чекаме докторката да специализира. Од друга страна, зашто немам доверба во докторите што се во Козле, не дека они не си ја знаат работата. Јас се оградувам за тоа, ги почитувам, зашто моето дете успешно досега се лекуваше. Меѓутоа, станува збор за нешто друго. Докторите таму досега се лекувал само еден возрастен пациент со ваков проблем и тоа препратен од детската клиника на клинички центар, од оддел метаболизам, воден од доктор Стојка Фуштич, препратен на лекување во Козле. Не сакам да го споменувам името, зашто не е благодарно тоа, меѓутоа се работи за возрастен пациент, намислам дека околу 24 годишна возраст, кој што не знам како е лекуван,
Меѓутоа, бидејќи нешто се случило, тој е упатен на лекување во Љубљана, во одделот за цистична фиброза. Оттаму е вратен и за сега, фала на Господ, да биде во Будимпешта, мислам, за каде што му се пресадени бели дробови. Така да искуството кое што го имаат лекарите во Македонија во врска со цистична фиброза, во лекувањето на возрастни пациенти, еве го кое е. Друга работа сакам да кажам. Не е важно само да се има лекови. Тука е друг проблемот. Лековите може секој да ги даде интравенозно и сестра. Меѓутоа, нема еден индивидуален протокол кој што го изискува лекувањето на еден пациент со ваква состојба, кој што понатаму нема да остави трајни последици во неговото здравје. Туку, ќе го опорави пациентот, превентивно ќе се делува за да не дојде и до штета на пациентот и до штета на државата. Лекувањето на еден пациент во странство кошта околу 70.000 евра во ваква една состојба. Меѓутоа, трансплантацијата на бели дробови кошта 500.000 евра, плюс уште 2 години постојани следења во странство и додатни лекови кои што повторно го оптеретуваат буџетот кој што е во буџетот на здравството на нашата држава. Како таков. Така да тие се моменти кои што овој проблем не е само наш проблем. Ова е проблем на сите возрастни пациенти со цистична фиброза. И еве да кажеме, еве Григор ќе се лекува. Меѓутоа, после каде ќе оди Григор на контроли, бактеријата се лекува 2 години? Каде ќе се контролира Григор? Како тие ќе го пратат состојбата на тие колонии од микобактеријата и плюсто се појави уште една микобактерија генотип, кој што се уште чекаме резултат за антибиограм. Како ќе го пратат кога тука не може да се испрати во голник, како биолошки материјал, зашто смета како биолошка бомба така натаму, не може по диеджел да се прати, туку треба пациентот лично да оди таму и да даде материјал. Како тие терапијата планираат да ја следат, ако биде тој во ТБЦ, каде што е извор на зараза на туберкулозни бактерии, бидејќи тој е подложен на такви бактерии, не само на тие, како тие понатаму ќе го следат со пола сат доктор да доаѓа во Аминоке, се појавува диареја, се појавува повраќање, се појавува нествестици, се појавува други нуспојави заради тоа што се многу јаки антибиотиците. Кој ќе го прати тој пациент таму? А од друга страна, после конзилиарното, бидејќи ние побаравме, јас бев да разговарам со таткото на Григор со докторката, доктор Лилјана Симоновска, која што кажа, јас не можам сама да донесам мислење за Григор, туку треба да свикаме еден конзилиарен состанок и врз основа на вкупното мислење да донесеме ние дали сме спремни, дали имаме услови да примиме ние ваков пациент во ТБЦ или не. Одговорот беше дека таков состанок е направен и дека допис е пуштен до министерот Филипче, министерот за здравство. Дали во меѓувреме вие побаравте средба со министерот, имаше ли? Ние во меѓувреме побаравме средба, министерот не прими и кажа дека во рок од неколку дена дајте ми, ќе го решам проблемот. Од тогаш помина веќе 7 дена, немаме никаков одговор. И затоа се решивме на еден ваков јавно да го изнесеме проблемот, кој што навистина не засега и сме во една безизлезна ситуација. Значи, суштината е дека вие барате или да се лекува во странство, или барате соодветен протокол точно, за лекувањето. Или во соработка со некој од странство, па да оди на контроли таму. Има лекари кои што може да се најди, може да го консултираат Сдруженијето за цистична фиброза, што го имаме 15 години функционира, може би ќе најди решение за начин да се реши тоа. Меѓутоа, не е ист пациентот со неоштетени бели дробови, со неоштетен панкреас, црн дроб, кој што нема диабет, тоа значи дете едно, да се лекува исто како што ќе се лекува возрасен.
Индивидуален протокол мора да има, зашто секое дете кое што има цистична фиброза, проблемот кој што го има генетски, како дефект, е различен кај секој пациент. И секој пациент изискува, бара различен третман, соодветен, со цел да се задржи едната општа состојба. Сакам да напоменам дека пациентите, бидејќи оди напред се во медицината, ние сакаме да влеземе во Европска унија, се радувам дека тоа ќе биде така. Не треба, туку знам дека пациентите кои што редовно се превенирани и навреме живеат до околу 60 години, што мислам дека не е мал век на живење. Од друга страна, лично сум многу навредена и ме боли како родител кој што има дете со цистична фиброза, кој што живеам со овој проблем. Не знам, може да ме разберат само луѓето кои што имале проблем со своите деца, со ваков еден проблем, да ме разберат и да ми речи мене, директорот на Козле, да не сакаш ти во Америка син ти да го лекуваме. Еден ироничен став, еден ироничен однос. Видите, јас не барам виновник и не сакам никого да обвинам. Верувам дека секој најдобро врши работата. Меѓутоа, се работи за живот. Да ми речи доктор друг од клиниката во Козле, па мајка, знаеш ти колку живеат овие пациенти, каква е болеста? Не е така. Има многу пациенти кои што се со диализа, има пациенти кои што страдаат од висок крвен притисок, има пациенти кои што се одржуваат во живот. Меѓутоа, сега ајде да не ги лекуваме, да ги оставиме да умрат заради тоа што таква е болеста? Мислам, тоа е абсурдно и е навреда за сите пациенти кои што имаат цистична фиброза. Побаравте ли конзилијарно мислење за да ви дадат за во странство? Ние побаравме. И кој треба да го даде тоа конзилијарно? Побаравме конзилијарно мислење со тоа што на 25 февруар испратено е писмо до Центарот за цистични фиброза во Козле, на кој што не добивме одговор во рок од 30 и нешто дена. Побаравме да ни дадат мислење кој, како, каде, по кои услови, како ќе се контролира, ќе се лекува. Ние не добивме одговор со образложение дека пациентот не ја знаеле адресата на пациентот, зошто ние како родители сме го правеле тоа, не самиот пациент, туку не ја знаеле адресата. Григор е во регистарот на Фондот за здравство од самото раѓање. И е срамота да добиеме таков одговор. Го носам документот каде што имам нотарски заверено дека не овластува Григор и јас и неговиот татко да го застапуваме во било кои работи. Од друга причина, пациент кој што има ваков проблем, тој не може да трча по институции и да се занимава со вакви проблеми. Тој има други проблеми кои што треба да се грижи за неговото лично здравје, и психичко и физичко. Зашто да си стално болен и да си стално со лекови, да си стално во една ситуација да одиш секој месец да се испитува спутук, да се испитува дали има бактерии, да се види која е состојбата во крвта, сега и диабетот плюс. Голгота е. Не само за него, за целото семејство и за поширокото семејство. Јас верувам дека ќе слушнат, ќе допре ова и до институциите, и до луѓето надлежни кои што навистина треба да преземат мерки за лекување на возрастните пациенти. Има луѓе кои што може да го сторат тоа. Јас верувам дека има доктори кои што се желни да научат и да бидат пуштени во странство и да се специализираат за ова и многу да научат. И дека навистина луѓе со совест. Но вие време немате, вашиот син е без лекови. Без лекови, без никаква терапија, Тоа е со опасно за алтернатива, него, апсолутно. опасно е можеби за контакт со други деца со цистична фиброза. Бактеријата не е опасна за нас, здравите луѓе, само е опасна за контактот со Така. деца кои што имаат понизок имунитет, кои што имаат цистична фиброза. Велите дали се чувствувате дискриминирани, дали вашиот син е дискриминиран, затоа што гледам дека имате упатено приставка и до Народниот правобранител, Точно. и до Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Се чувствуваме дискриминирани од причина што не е исто третиран Григор, како пациент кој што има нон-туберкулозис микобактериус
абцесус, за разлика од другиот пациент кој што се лекувал во Козле, го пуштиле во Љубљана, па потоа други работи. Така да, ако имаат исти третман, зашто пациентот се лекувал кога имало и други пациенти. Тоа лесно може да се провери во архивата, кога тој бил на контрола, кога бил хоспитализиран, како бил хоспитализиран и така натаму. Тоа не е нешто што може да се скрие. Тоа е влезено во компјутер. Се надевам дека нема да се злоупотреби, да се избрише или да се пременат некои фајлови. Тоа е пациентот на кој што му се трансплантирани. Да. А до Државниот санитарен инспекторат што баравте? Ние баравме не да се провери чистотата, што е, мислам, апсурдно тоа, болница е чиста и така натаму. Сакавме да се провери протоколот по кој што пациентите возрастни се третирани. Дали има и кога е тој протокол донесен во Центарот за цистична фиброза. Меѓутоа, тоа не е направено. Зашто сметаме дека и тука има некои недоречености. Има некаков одговор од Државниот санитарен инспекторат? Има дека се е во ред. Така да ние имаме демант на тоа. Не верувате во тоа? Јас не верувам во тоа, бидејќи сакам да напоменам дека ваквите микобактерии се клинички бактерии. Не може да фати син ми од дома и од луѓето кои што се дружи. Сметате дека е од таму зараза? Видите, тоа е клиничка бактерија, не сметам, тоа е факт. Факт е тоа, дека е таа клиничка бактерија. Та не може од мене да ја префати. Што понатаму? Имате ли нешто да порачате, да побарате? Јас сакам да ги замолам институциите кои што се занимаваат со оваа проблематика. Луѓето кои што се надлежни за ова, кои што можат да направат нешто, да не излезат во пресред, во моментот, бидејќи состојбата на Григор е акутна, да се преземат соодветни мерки или за лекување во странство, или во консултација, или било како да се најде решение. Решението не е во ТБЦ, решението не... бидејќи Центарот за цистична фиброза е центар за сите пациенти и има соби за изолација, треба да си најди начин како ќе го лекува пациентите. Како понатаму, каде Григор понатаму ќе се лекува. Вие би се согласиле ли доколку се најде изолирана соба во Центарот за цистична фиброза во Козле, се согласувате ли? Затоа што претходно кажавте дека нема протокол. Да, видете, да, ама ако направат, видете, ние побаравме написмено да ни дадат во кои дози како, јас како родител и Григор како пациент го имам тоа право. Го имам тоа право да знам како ќе се лекувам, по која доза имам право на второ мислење, меѓутоа ние тоа го немаме. Нема, во Македонија нема апарат да се следи како ќе се следи концентрацијата на антибиотик. Може би грешам, дај Боже да грешам, меѓутоа нема. Оти досега бил лекуван, па целиот беше нафрлан со одредени антибиотици, целиот картографски, со пликови и така натаму заради предозираност. Меѓутоа, како ќе се знае тоа? А последиците се огромни. Превентивата е многу подобра отколку да дојде до една фатална состојба до трансплантација на бели дробови. Така да, за она кој колку ќе живее, само Господ одредува, не ние. И да се кажува дека толку му е векот, мислам, е неблагодарно. Апелирате, значи, да се најде што побрзо Апсолутно. начин да биде хоспитализиран и да хоспитализиран во соодветни услови, по индивидуален протокол, како ќе се следи, како ќе се лекува понатаму, кој ќе го следи и со постојан надзор од соодветни лица. Така да не може никој пациент што досега никој не лекувал вака, кога голник референт на една лабораторија и болница вели немаме ни искуство, а ние Македонија, што еден пациент имало со ваков проблем, пациентот е однесен во странство и сега Григор ќе го лекуваат, сме немале добро. Мислам дека е апсурдно тоа. Ви благодарам на разговорот. Се надевам дека ќе допре до надлежните, до каде што треба да, тие што треба да слушнат. Ви благодарам многу на вас што ми овозможивте да го кажам она што е голем проблем и за моето дете во моментот, меѓутоа и за сите возрастни пациенти со цистична фиброза во Македонија. Благодарам.